Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 8 минути ќе биде Ведран Андоновски. Следното соочување на изборите. Американскиот председател Барак Обама и републиканскиот предизвикувач Мит Ромни разменија политички рафали на синоќешниот, трет и последен ТВ дуел пред гласањето на 6 ноември. Кој беше поубедлив? Проценете сами од следниот извештај. Председателот ги нарече погрешни ставовите на Ромни за надворешната политика. Поранешниот гувернер на Масачусетс пак на дебатата што се одржа во Флорида возврати дека критиката на негова адреса не е начинот на кој ќе се запре насилството на Блискиот Исток. Ќе мора да примениме сеопфатна и обемна стратегија за да му помогнеме на исламскиот и другите делови на светот да го отфрлат насилниот екстремизам кој посекако не е во фаза на бегање и посекако не се крие. Обама истакна дека САД со сојузниците интензивно работеле на мирот и демократијата во регионот и ја зеде Либија како пример. Без да испратиме копнени сили во земјата и по цена колку што чинеа помалку од 2 војни од војната во Ирак, ослободивме земја што 40 години беше под стега на диктаторство. Ромни го нападна предлокармискиот буџет на Обама, заклучувајќи дека е неприфатливо воздухопловството да е најмалубрено од основањето во 1947 година, а морнаризата од 1917. Обама го обвини противникот дека не разбира како функционира армијата. Гувернеру, денес имаме и помалку коњи и бајонети, затоа што се промени природата на нашата армија. Имаме нешта што се нарекуваат носачи на авиони, нуклеарни подморници. За Иран, Ромни коментираше дека светот е 4 години поблиску до нуклеарен Иран, аудирајќи на првиот мандат на Обама. Мислам дека Иран виде слабост каде што очекуваше да види американска моќ. Обама спротивно ја пофали својата влада дека покажала енергичност преку најстрогите, најефикасни санкции воопшто против властите во Техеран. Балканот не беше споменат во дебатата посветена исклучиво на надворешно политички прашања. Представниците на македонското малцинство во Грција, архимандритот Никодим Царкњас и Евгенија Нацулиду вчера беа на состаноци во Американскиот конгрес, на кој велат дека ја запознале американската страна со состојбата со малцинствата во Грција. Најголемото право денес е религијата. Ако нема слобода за религија, нема ништо. Денес нивниот домаќин, Обединетата македонска диаспора, организира дискусија на тема порастот на екстремизмот во Грција и влијанието врз малцинствата. Грција пак тврди дека ги почитува правата на сите нејзини граѓани согласно меѓународните стандарди. Жената што си ги избриша солзите на Теона Митевска неделата навечер го затвори 7-миот годишен македонски филмски фестивал во Торонто. Колегата Јане Бојаджиевски во киното Карлтон во центарот на канадската метропола го следеше интересот за новиот, но и стариот бран на македонски филмови. Посетителите очекуваат традицијата да продолжи. Торонто и до година да биде собир на македонскиот филм, на репертоарот филмови од различни генерации на македонски автори, од македонска сага на Бранко Гапо, до ова не е американски филм на Сашо Павловски. Македонската кауза, тоа што значи Македонија во овој момент и сите неволји кои што го носат на македонскиот народ, е добро да има што повеќе манифестации од овој тип, независно дали филм, дали изложби. Зошто македонски филмски собир во Торонто? Објаснува Вирџинија Еванс, извршниот директор на фестивалот. Да имате филмски фестивал во Торонто е достигнување, затоа што го истакнува нашето име, им дава простор на нашите талентирани филмски работници кои работат насекаде во светот. Ова е единствена смотра на македонските остварувања на северноамериканскиот континент. Младите режисери, драматурзи, сценаристи денеска знаат дека ако сакаат да успеат, мора да играат според правилата на Холивуд. Епилогот од тоа е што ја губат индивидуалноста и потклекнуваат на комерцијализмот на филмската уметност.
Дали може да се променат работите? Македонскиот филмски фестивал во Торонто докажа дека има млади креативни автори кои се уште и пркосат на филмската глобализација. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски Торонто. Родни Стоц има пасија по птиците грабливци, но некогаш плен му биле луѓето кога продавал дрога. Од неа навреме се откажал и сега работи со организации за заштита на природата. Често наминува во Анакостија, сиромашна населба во Вашингтон, каде пораснал, за да ги поучи младите од својата животна приказна. Родни Стоц вели дека птиците грабливки се неговиот животен повик. Ги сакам овие птици како што го сакам животот. Тие ми се како семејство. Работењето со птици му помогнало на поранешниот растурач на дрога да го сврти текот на неговиот живот. Тие брзи, лесни пари водат кон брза, лесна смрт. Не познавам ни еден дилер кој доживеал да се пензионира. Но Стоц се пензионирал кога имал 20 на години. Тој вели дека отишол на 33 погреби на дилери со дрога во една година и тоа го освестило. Нашол работа во Earth Conservation Corps, локална група што преку заштита на животната средина им помага на млади луѓе со проблеми како неговиот. Тој почнал да рехабилитира повредени грабливи птици за да им дава, како што вели, нов живот. Мислам дека тоа ми беше дадено мене. Јас бев таа птица на која и требаше рехабилитација, пошто бев пуштен повторно во дивината со повеќе знаење од порано. Добил дозвола за чување соколи. Овде, во неговото старо соседство, тој зборува за грабливите птици и за важноста од чистењето на загадената река Анакостија. Сакам да видат дека се што живее околу реката, вклучително и птиците, секој ден умира заради нашата негрижа. Денес тој е ментор на деца од ризична група преку рехабилитација на грабливи птици и едукација за животната средина. Тие знаат за неговото минато, што е уште еден доказ дека и тие може да се издигнат над ризиците што ги демнат. Утре во Newsflash милиони ќе гласаат на председателските избори во САД на 6 ноември, но чија политичка чоколада ќе победи? Гледајте не утре за да дознаете. Како да гласате, да уживате во вкусот. Гледајте во утрешната емисија. Тоа е се за ова издание. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски од студиото во Вашингтон. Со вас беше Ведран Андоновски. Дружете се со нас и по емисијата. Посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. До гледање до утре.